Почитувани, заради ненавремени исплати, заради негирање на постоечки долг од 1,5 милиони евра од страна на Данела Арсовска, 1,5 милиони денари ќе треба да се исплати од страна на ЈСП кон приватните превозници. Со одлука на суд, спротивно на тврдењата на Арсовска дека нема долг на ЈСП кон приватниците, сега ЈСП, кој и онака е во колапс, ќе треба да исплати високи затезни камати за долг од 1,5 милиони евра. Математиката покажува 1 милион и 200.000 денари за затезни камати зголемени за 10% и околу 300.000 за судски трошоци и надоместноци, вкупно 1,5 милиони денари. За подсетување, Арсовска лани негираше дека има долг кон приватните превозници од 1,5 милиони евра, кои почнаа со штрајк и блокади, за потоа во март годинава Арсовска да направи договор со приватните превозници за исплата на долгот од 1,5 милиони евра, но и да го сокрие договорот за исплата на долгот. Прашањето на кое што Арсовска сега треба да одговори е дали дополнителната исплата на камати од 1,5 милиони денари можеше да биде спречена доколку се исплатеше побаруваниот долг кога приватниците ги побараа. Но и дали постои таен договор на овој начин да се исплаќаат дополнителни камати за неисплатените фактури кон приватните превозници, со што се оштетува буџетот на град Скопје. 1,5 милиони денари за казни кога се бара спас и постојани финансиски инјекции за ЈСП, а граѓаните не добиваат подобри или пак никакви услуги. Почитувани, со вакви неразумни зафати и со бегање од вистината, Данела Арсовска системски го уништува ЈСП и наместо модерно Скопје, Данела Арсовска ги уништува јавните предпријатија со туркање во долгови и со креирање ситуации за казни, затезни камати, за тужби и судски трошоци. Ви благодарам.